Судскиот процес за пожарот во кабарето Пулс во Кочани, каде настрадаа 63 лица, продолжува со сослушување сведоци предложени од обвинителството. За денешното предвидено е да бидат сослушани 4 сведоци. На претходното рочиште беше побарано да се спои тековната постапка и новиот обвинителен акт против 13 полициски службеници, но судот одби, оценувајќи дека тоа би довело до одолговлекување на сите постапки. Денешното рочиште го следи колешката Марија Митеска. Марија, како тече денешното рочиште во Идризово? Така е, Александар, како што и самиот кажа, денеска рочиштето продолжува со сведочење на сведоци предложени од обвинителството. Најпрвен сведочеше Горан Игнатовски, кој што имал фирма за изнајмување и продавање на опрема, најчесто осветлување или пак озвучување на настани и концерти. Тој кажа дека Панчо му се јавил пред околу 3 или 2,5 години пред настанот за да му побара, како што го кажа, куферче кое што се користело за активирање на прскалки на концерти. Тој му го продал куферчето на Панчо за 9.000 денари. По неколку дена се јавил и Буцо, кој што знаеме дека од обвинението бил задолжен за активација на прскалките и од него набавиле 8 прскалки. Прскалките биле набавени по цена од 500 денари. Сведокот кажа дека ги набавувал, увезувал од Бугарија. Тоа било нелегално бидејќи тој ги купувал лично само за демонстрација на куферите за луѓето кои што сакале да ги купуваат и користат. Но беше убеден дека неговите прскалки не се користеле критичната вечер бидејќи биле одавна купени. Прскалките кои што тој им ги продавал всушност имале висина можеле да достигнат од 2 метри, за разлика од овие кои што вечерта биле активирани, од кои што настана пожарот, биле со висина од најмалку 3 метри. Тој сведочеше дека најверојатно и тие прскалки биле набавени нелегално од бит пазар, бидејќи само таму се продавале такви прскалки со толкав домет. Инаку исто така кажа дека му било познато дека и на претходен концерт на ДНК во Гевгелија во дискотека поради употреба на такви прскалки се случил инцидент, односно се запалиле звучниците во истата дискотека. Одбраната поставуваше прашања повеќе и сакаше да практично потенцира дека пожарот настанал од прскалките и прскалките се виновни, но тука обвинителот кажа да пожарот е активиран од прскалките, но има жртви бидејќи немало од каде да излезат луѓето од дискотеката, бидејќи како што веќе знаеме според обвинението само еден влез бил функционален. Инаку во теке сега сведочењето и на вториот сведок. Се работи за вработена во сметководствено биро од Прилеп, која што ги водела финансиите на фирмата за безбедност Рубикон, која вечерта ја обезбедувала дискотеката. Таа кажа дека била ангажирана поради познанството со Јане Јанчевски, кој на хартија е собственик на Рубикон, но комуницирала неколку пати и со вистинскиот собственик Александар Нацев, кој од неа на неа исто така испрекал фактури и списоци за исплата. Се очекува сведочење на уште еден сведок, а за четвртиот судот соопшти дека се уште не е дојден на рочиштето и се очекува дека ќе пристигне во текот на денот, но се уште сведокот не е тука. Александар?